почитувани новинари, почитувани граѓани, добар ден. Пред нешто повеќе од 100 дена го прифатив предизвикот да бидам министер за одбрана на Република Македонија, знаејќи дека одбраната и армијата на нашата држава се практично заедно еден од двата клучни надворешно политички стратешки цели и столба на кои што почива нашата држава. Мотив ми беше и фактот дека еднаш веќе бев начело на еден млад тим кој почна од нула и успеа на Република Македонија да ја помогне да дојде до кандидатскиот статус за членство во Европската унија. Да бидам искрена, сите сме свесни дека нашата држава се соочува со големи проблеми, дека тие проблеми се видливи и во овие крупни области, како што е одбраната, но не очекував дека после завршени 17 циклуси на годишни програми за членство во НАТО и на сам почеток на 18-тиот, ќе затекнам не ситуација на нулта точка, туку ситуација на црвен минус. Во секој поглед. Екстремно намален буџет на армијата, екстремно намален буџет вкупно за одбраната, недостиг на елементарни услови за секојдневно извршување на обврските на војниците, застареност и неодржување на опремата, нарушени односи, 82 милиони евра вредни договори кои се подпишале со една фирма, а само на неколку дена пред изборот на новата влада се поништиле и така натаму и така натаму. Немаше доволно пари за исплата на плати на вработените во Министерството за одбрана и армијата, а од друга страна, откако ја симнавме тајноста на документите за службени патувања во земјата и во странство, како и трошоците за репрезентација, целата јавност можеше да види дека на сметка на војската која немала основни услови за работа, функционерите од ова министерство трошеле лесно, многу и без мерка. Се уверив дека во некои области навистина ситуацијата е полоша и од црните предвидувања. И покрај декларираната заложба и на минатата и на сите претходни влади за членство во НАТО на Република Македонија, затекнавме запрени реформи во одбраната и одлагање на сите клучни процеси. Наместо секој ден поблиску до посакуваното членство за НАТО, секој ден со недомаќинско работење со одбраната, земјата се повеќе се оддалечувала од оваа декларирана цел. Да, состојбата беше полоша од очекувањата и предвидувањата, но во политиката секогаш сум работела со силна верба дека ако се има јасна политичка волја, ако се има јасно декларирана цел и ако одговорно се работи, можно е работите да се подобрат. Дозволете ми да искористам денешнава пресконференција да соопштам што е она што го почнавме и сработивме во текот на првите 100 дена во Министерството за одбрана како дел од новата влада. Прво, вратен е фокусот кон клучните реформи во одбраната и членството на НАТО. На првиот ден како министер за одбрана се обврзав дека ќе се посветам и на зајакнување на меѓународниот углед и позиција на нашата држава и на нејзината консензуално декларирана стратешка цел – членство во НАТО. Се обврзав дека ќе се посветам на обезбедување на неопходните реформи кои ќе зголемат нашата безбедност и кои ќе гарантираат професионална и ефикасна армија. По изминати 100 дена на оваа влада и на мене како министер за одбрана, со задоволство можам да кажам дека Република Македонија повторно се гледа како кредибилен субјект на меѓународната сцена, вратен е фокусот кон клучните реформи во одбраната и членството во НАТО. Дадовме збор и навистина секојдневно се држиме до него. Од првата официјална посета која што ја имавме како влада на Брисел, каде што се сретнавме со првите луѓе на Европската унија и на НАТО, преку моите средби со колегите министри за одбрана од неколку земји во регионот – Албанија, Бугарија, Романија, Словенија, како и со представници на речиси сите земји членки на НАТО, направивме пробив во представувањето на новата политика на владата, на враќање на државата на патот на добрососедство, партнерство и соработка.
Покажавме дека сме подготвени да се соочиме со проблемите и да ги решаваме, а не да бараме само виновници и да ги таложиме нерешените проблеми. Мислам дека е веќе видливо меѓународната заедница и НАТО ја препозна нашата решеност да ја искористиме оваа втора шанса после 11 години стоење во место. Да ги испорачаме реформите на кои што сме се обврзале. Следеше и јасната поддршка на американскиот подпредседател Пенс, кој јасно порача дека Соединетите Американски држави, нашиот стратешки партнер, со кој што го склучивме и тој стратешки договор за соработка, стои зад Република Македонија во определбите за интеграција во НАТО. НАТО алијансата е сериозна организација. Незините членки се сериозни држави, а членството во таква организација се добива само ако исполните сериозни и тешки критериуми. Меѓутоа, членството во НАТО за Република Македонија значи многу повеќе од исполнување на многу одамна зацртаната цел. Членството во НАТО значи сигурни и безбедни граѓани. Членството во НАТО значи посилен економски раст, бидејќи носи сигурност кај инвеститорите. Членството во НАТО носи и повисок животен стандард, бидејќи сигурни инвеститори и безбедни граѓани се спремни да вложуваат, да отвараат нови работни места и истите подобро да ги платат. Само со стабилен регион и безбедна Македонија, нашата економија ќе бележи позитивни резултати, а стандардот ќе расте. Стратешките партнерства покажавме дека не се само на збор. Ги преточивме во вистински дела. Заедничката вежба, на која беа присутни и некои од вас, Драгун Гардијан, е потврда дека Република Македонија е сериозен партнер на кој НАТО може да се подпре, на кој може да се подпрат нашите стратешки партнери. Исто како и нашето учество во мировните мисии на НАТО, за кое АРМ и Македонија добиваат само пофални зборови, и за среќа тоа е во континуитет, покажа дека ова стратешко партнерство значи плюс и за Македонија, но исто така и за НАТО. Затоа се сретнав со нашите мировници од Авганистан, затоа ги посетив нашите војници кои беа на вежби во Романија и во Словенија, за да покажам дека нашата држава ги цени нивните напори и нивната жртва. Зборот е збор и кај стратешките цели. Тоа значи дека ќе се држиме како влада, како членови, како министер за одбрана и на обврските кои одамна Македонија ги декларирала во поглед на зголемување на буџетот на одбраната, кој е основа за да добиеме квалитетна, професионална армија, како и армија со современа опрема. За таа цел предложивме, а владата се согласи, дека во идните буџети секоја година средствата определени за одбрана, средствата определени за нашата безбедност, за членството во НАТО, ќе се зголемуваат кон обврската за 2%, издвојување на 2% од бруто домашниот производ. Македонија сакаме да стане 30-та членка на НАТО, не само заради стратешката цел, туку и за да ја гарантираме безбедноста на нашите граѓани, за да имаме задоволна и модерна армија, но и држава со сигурен економски раст. Второ, го рестартиравме блокираниот процес на изработка на стратегиски одбранбен преглед, кој е клучен документ кој ги дефинира одбранбените реформи и реформите во армијата, клучен документ важен за нашето членство во НАТО. Кога стапив на оваа функција, кога ја превземав оваа одговорност, затекнав целосна блокада на процесот на изработка на стратегискиот одбранбен преглед. Ова е клучниот одбранбен документ на државата кој ни овозможува да градиме консензус во овие политики и кој што ја придвижува Македонија кон НАТО. Стратегискиот одбранбен преглед е основата врз која се гради долгорочниот план за развој на одбраната и од таму треба да произлезат сите одлуки за модернизација и осовременување на армијата. Првиот стратегиски одбранбен преглед е направен уште во 2004 година. Тој беше основа за нашите реформи, чија цел беше членство во НАТО уште во тој период. Предходната влада се обврзала и го информирала за тоа и НАТО, ги информирала и НАТО структурите, дека започнала со работа на стратегискиот одбранбен преглед и дека тој ќе биде готов до средината на 2018 година. Се работи за сериозен
Документ на кој е потребна и долгорочна работа. Информациите од владата биле дека тој е започнат уште пред нецели 2 години. Меѓутоа, во Министерството за одбрана не затекнав ниту една испишана страница на овој стратегиски одбранбен преглед. Во изминативе 100 дена ова беше еден од нашите клучни приоритети. Започнавме да работиме на стратегискиот одбранбен преглед и веќе обезбедивме советодавна поддршка од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Бугарија, како и НАТО канцеларијата во Скопје. Системот на поддршка кој профункционира и помогна на Црна Гора да стане 29-та земја членка на НАТО, сакаме целосно да го искористиме и затоа веќе добивме зелено светло и од страна на Словенија, која што им беше многу силен партнер во тоа. Го рестартиравме целиот процес и покрај доцнењето од речиси цела година, имаме амбициозен план до јуни следната година овој документ да го доставиме и на дискусија и на увид на јавноста. Тој документ ќе дефинира како ќе се трансформира, на кој начин ќе се модернизира армијата на Република Македонија, на кој начин ќе се реформира целиот сектор и на кој начин Македонија ќе обезбеди членство во НАТО. И третата точка за која сакам да информирам се внатрешните состојби во Министерството за одбрана и армијата. Нашата цел и нашата важна задача беше да ги подобриме условите и да ја направиме одбраната, армијата, Министерството поефикасни и поквалитетни во своите задачи. Веќе го спомнав случајот со раскинатите договори, голем дел од вас го следеа тој случај. Знаете дека само 2 дена пред промена на владата раскинати се 4 од склучените договори, сите со ист изведувач, и со тоа армијата на Република Македонија изгуби 82 милиони евра за планираната барем модернизација оваа година. Откривме и дека до крајот на мај 2017 прекумерно се потрошени средствата за плати и бевме свесни за ризикот дека можно е да дојде до немање доволно средства, до ситуација во која нема да има доволно средства за платите, на доместоците за мисии и дел од пензиите кои што се исплаќаат преку ПИОМ, но од буџетот на одбраната. Затоа една од првите задачи беше да ги најдеме овие пари. Со ребалансот на буџетот овозможивме непречена исплата на платите, на доместоците, на платите на лицата кои се упатени во мисии и пензиите, кои што ги споменав. Негрижата на предходното раководство се откри и во нереализираната обврска согласно колективниот договор да се даде помош на семејствата на вработените кои што биле опфатени со поплавите. Неправдата ја исправивме и ги обештетивме сите семејства и сите кои што страдаа за време на поплавите. Од друга страна, шокантни за многу од нас беа примерите на недомаќинско работење, за кои предвидовме и мерки и промени во начинот на работа во Министерството. Имено, освен спорните договори, освен тајните трошоци за репрезентација, интересен е податокот дека на 1 јуни оваа година затекнав состојба со невратени аванси за службени патувања, школувања и мисии во износ од 128.670 евра и дополнителни 234.000 долари. Дел од нив должени со месеци, а дел од нив и со години. Само како информација, тоа се аванси кои што се земаат и веднаш по враќањето треба да се вратат во рок од 7 дена. Ми требаше речиси 3 месеци, за да најголемиот дел од нив бидат вратени и законот да се почитува од сите и да важи за сите. За 6 лица веќе се поднесени тужби за долгови во износи од 4.000 евра, 5.500 долари и слично. За жал, еден од нив е и поранешен кабинетски службеник, дел од кабинетот на претходниот министер, кој што веќе не работи во Министерството за одбрана и на кој на 15 дена пред крајот на мандатот на претходната влада за патување од неколку дена му бил исплатен шокантен аванс од 5.000 евра. Она што го работиме во моментот е ги променивме дел од процедурите за да никогаш повеќе ваква ситуација не биде возможна.
Во изминатите недели разговарав со представниците на 4 синдикати. Синдикати на вработените во одбрана, независниот синдикат, синдикатот на професионалните војници, сите кои што се активни во синдикалното движење во одбраната. Зборувавме за навистина лошиот стандард на припадниците и на АРМ и вработените во МО и особено за лошите услови за работа на војниот персонал и на војниците. Наша заедничка цел и како влада и моја како министер ќе биде оваа политика на подобрување на состојбите внатре, навистина да дојде до секој војник, навистина да се осети во нивната секојдневна работа. Во предлог буџетот за 2018, за кој веќе излеговме со конкретни предлози, клучна цел ми е да обезбедиме подобри, достоинствени услови за работа и да ја подобриме опременоста и готовноста на армијата. Веќе избравме најповолен понудувач, исклучивме договор за набавка на 3000 војнички пантолони, дел од неопходната униформа, а целта ни е следната година да обезбедиме нова униформа за целокупниот состав на армијата. Започнавме постапка за реконструкција на 2 објекти во касарните Гоце Делчев и Илинден во Скопје. Меѓутоа, апсолутно сакам да ве уверам дека е ова многу мал дел од големите и итни потреби за реновирање на просториите во кои што престојува и работи нашата армија. За оваа тема планираме посебна пресконференција на која што сакаме да ги образложиме состојбите, но пред се да дадеме план како овие состојби чекор по чекор да ги подобруваме. Дел од представниците на синдикатот се пожалија и на политизација. Политизација при изборот на професионални војници, политизација при изборот на питомци во воената академија, политизација на напредувањето во служба во целиот изминат период. Затоа почнавме со измени на процедурата за прием на питомци на воената академија. Ја зголемивме транспарентноста и тоа веќе дава резултати. Тестирањата на кандидатите сега се вршат анонимно, целосно, со користење на шифри, без име и презиме. Психофизичките тестирања се вршат целосно во воено-медицинскиот центар, но и со надворешни членови од државната клиника. Епилогот е дека 23 кандидати се веќе примени и ми е задоволство што навистина во една објективна и транспарентна процедура успеавме да примиме број на кандидати за кои што се задоволени и условите на правична застапеност, меѓутоа во кои кандидати имаме припадници и на машкиот и на женскиот пол, што покажува дека војничката професија, офицерската професија, кариерата во АРМ не се исклучиво машки домен и машка идеја. На крај, сакам да го истакнам моето задоволство и благодарност што изминативе 3 месеци и Министерството за одбрана и армијата повторно беа на располагање на граѓаните за помош. Армијата на Република Македонија се вклучи целосно во гасењето на пожарите. Министерството за одбрана обезбеди парични награди за војниците вклучени директно во оваа операција. Средствата ќе бидат исплатени тогаш кога законски тоа ќе ни биде дозволено, после целава оваа изборна процедура. Министерството за одбрана ги даде на користење капацитетите на воениот камп во Охрид, кога граѓаните беа исплашени поради серијата земјотреси, а армијата и денеска помага во изградбата на некои локални мостови кои што беа срушени за време на поплавите во Тетовско. Тоа покажува дека врската помеѓу граѓаните на оваа држава, цивилното население и армијата се силни и дека само така оваа држава може да ја направиме побезбедна и подобро место за живење. Свесна сум дека силните притисоци за партизација од минатото ја намалиле мотивацијата кај многуте професионалци во секторот. Овие денови се среќавам со многумина вработени во Министерството и еден дел од коментарите се дека го изгубиле и ентузијазмот и мотивот за работа и заради преголемото учество на политиката. Професионалците се тие кои што ги прават институциите силни и ефикасни. И затоа ова ќе биде една од постојаните политики кои што ќе биде важна за да Македонија не само стане членка на НАТО, туку да ја подобри својата армија и да ја гарантира безбедноста на своите граѓани. Ви благодарам на вниманието и повелете со прашање.